Вечерашната гостинка е университетски професор, романописец, раскажувач, поет, писател, преведувач. Со своите погледи и реакции со начинот на живот. Одбирот на мотивите и темите за пишување. Многу мина ја сметаат за феминистка. Неделава го издаде својот 4ти роман, Светот што го избрав. Професор Калина Малевска во моментов ја подпишува посветата за оваа библиотека на Трилинг во Александар Палас. Добро дојде токму за Калина Малевска. Ви благодарам за поканата. Професор Малевска, поречи си 10 години, 4ти ваш роман. Зошто ваква голема временска пауза? Немавте инспирација, не бевте мотивирани или можеби ве зафати некаква апатија? Предходниот роман беше издаден во 2014 година, но од тогаш до сега имам неколку збирки раскази, така што се занимавав со пишување. Ете еден период ми дојде интересно да ја истражувам и кратката форма и се внесов во пишување раскази, така што тоа ми доаѓаше некако природно. Имав идеи за некои поенти кои што сакав да ги искажам низ некоја покондензирана форма. Различни елементи, различни приказни, така кога се собраа различни приказни, не ми одеше да ги поврзам во некоја целина, бидејќи меѓусебно не беа поврзани. И за сите пишував посебни раскази. Ми дојде дека тоа одлично ми функционира, барем додека го правев тоа така ми лежеше. И сакав да го истражувам и оној жанр микрофикција, значи многу кратки раскази, така што имам со различна должина раскази и имам збирки во тој период меѓу 2014 година и сега. Исто така, во еден период многу се фокусирав и се посветив на пишувањето на книги за деца. Имам раскази, односно тоа е еден вид на роман, бидејќи поврзани се во него приказните за деца и поема за деца. Така што се занимавав со пишување, но ете, така експериментирав и со други жанрови. И по овие 10 години некако почнав да размислувам и за нешто подолго и имаше приказна која што сакав да ја раскажам и затоа ете по овие 10 години дојде на ред повторно роман. Професор Малевска, светот во кој живееме, светот во кој сакаме да живееме, но во каков свет денес живееме? Во тежок свет. Многу е тешко да се дефинира во каков свет живееме, бидејќи си почнуваме, сите си тргнуваме од нашата перспектива. Животот не е лесен генерално, и околностите диктираат многу работи, од нас зависат релативно малку работи, она што можеме да го направиме, различни избори и така натаму постапки го правиме. Но генерално сме доста ограничени од факторите околу нас, политички, општествени, економски и така натаму. Но важно е, ми се чини, јас секогаш тргнувам од тоа и да споредиме со други периоди од минатото. Живееме во тежок свет, но во споредба со многу периоди во минатото има елементи кои што се подобрени. Така што така тешко ми е да дефинирам во каков свет, бидејќи постојано наоѓам некои пунктови, да речам, од историјата со кои што сакам да го споредам нашето време, како може да се подобри, што е можеби веќе подобрено во однос на порано, дали има работи кои што се полоши. И така. Во романот Светот што го избрав, главниот лик Леона го скициравте одејќи по врвиците на урбаните, социјалните, психолошките наративи за една морална па и општествена декаденција. Дали ликот, односно главниот лик Леона всушност ја отсликува актуелната состојба во која ние функционираме, живееме? Главниот лик Леона, протагонистката на романот, е лик кој што се обидува да се бори, да речам, со околностите во кои што се наоѓа во тие околности. Туку сакав да има лик кој што да е во тешка состојба, Леона е лик кој што не е ни многу активен, особено на почетокот, но со некоја градење на некоја свест за себе, почнува да станува и по-проактивна. Леона по 2 децении одлучува да се разведе и да се оцели и да живее во субстандардни услови.
Дали во сюжетот на романот, во изборот на главните ликови сте се мотивирале пред се од натрешниот феминизам, бидејќи за вас многумина ќе речат Калина Малевска, професорката, е една од оние борбени феминистки. Не сум ја знаела таа перцепција, драго ми е. Во однос на овие околности, субстандардни околности, така по долг период сака да направи промени главниот лик, сакав тука да направам малку еден контрапункт. Бидејќи да, условите за живот се субстандардни и тоа на почетокот е нешто што е многу шокантно за главниот лик, но некако сакав да го истражам и тоа како ги чувствуваме околностите, значи што е оно што зависи внатре од нас, дали се толку важни, да речем, околностите или некој развој, некој раст однатре може да ги промени работите или барем перцепцијата на работите. И затоа тој, да речем, сутерен во кој што се вселува, на крајот на романот се обидов тоа суптилно да го направам низ романот, да не биде премногу забележително, но има така некои лајт мотиви што се повторуваат. На почеток она што изгледа многу страшно, на крајот е дури некако по-прифатливо, по-привлечно, во смисла на тоа дека ликот тоа е некоја назнака која што сакав да ја дадам, дека ликот однатре се менува. На промоцијата говоревте за моќта како идеолошка и социјална матрица. Дали сме жртви или поданици на оваа нова моќ на поединци? Се надевам дека не сме. Сакам да верувам дека не сме, тоа не е доволно, бидејќи не е доволно само да се верува, туку треба да имаме и представи за реалноста околу себе. Цврсто сум уверена и се обидов дури во романот некако да таа идеја да се провлекува низ романот, повторно не премногу експлицитно, за да може да се протолкува можеби на различни начини, но се провлекува една идеја за тоа дека не мора да бидеме жртви. Рековте дека посакувате да го отсликате и да го преземете оптимизмот, што кај многумина одамна го нема. Дали сме траурни песимисти, бидејќи велите дека сте противник на дефетизам, но многу често и меѓу обичните граѓани се гледа своевидна апатичност. Така е. Разочараност. Да, го забележувам тоа и апатијата, и песимизмот, и разочараноста. И тоа е многу разбирливо во условите во кои живееме. Многу често луѓето се чувствуваат немокни во однос на тоа како функционира државата. Не мора да е само нашата држава, но бидејќи тука живееме, може да стане збор и за нашата држава. Многу работи не можеме да ги смениме, сметаме дека се можеби неправедни. И како поединци се чувствуваме разочарано кога гледаме дека нешто се обидуваме, а некако не оди тоа. Но повторно ќе кажам, јас лично сум оптимист, затоа го спомнав дека сум против дефетизмот, бидејќи навистина верувам дека човек ако се предаде на апатијата и на разочараноста, дури тогаш не може ништо да направи. А некако оптимизмот ми е некоја опција која што овозможува дури кога е тешко, дури кога изгледа невозможно, овозможува да се направи мала промена. Мала промена на краток период е невидлива. И мислам дека е тоа главната причина зашто многу луѓе се апатични и песимисти. Но во подолг период тие промени се забележуваат, ние можеби нема да ги доживееме. Ама тоа не значи дека не треба да ги почнеме. И затоа на почетокот од разговорот ја споменав на историска перспектива. Ако погледнеме, бидејќи го спомнавте феминизмот, состојбата на жените во 19-тиот век и состојбата на жените денес е многу различна. И сега тоа се случувало, требало 100 години да поминат. Така и повеќе од 100 години за да се забележи промена. Добро, некои промени се и побрзо забележливи, но за некои треба повеќе време и ние немаме чувство дека се менуваат и мислам дека е тоа причината за апатијата, но работите се менуваат и треба да веруваме во тоа и со секоја постапка што ја правиме се менува светот. Калина Малевска, професорка науки, писателка, преведувачка, истражувач.
Доктор Малевска, најчесто велат крушата под круша. Паѓа професорот Денко Малевски, екс-министер за надворешни работи, професорката Мирјана Малевска, која всушност го негуваше меѓународното писание Балкан. Што наследивте од Владо Малевски, авторот на текстот на химната "Денес над Македонија се раѓа"? Не знам, се надевам дека еве желбата за пишување. Веројатно, јас кога бев помлада, воопшто не се интересирав за политички околности и она со што се занимава моите родители, во однос на професионален интерес ми беше туѓо. Се занимавав со книжевност во смисла на тоа дека уште од средно училиште почнав да пишувам, многу сакав да читам, но баш строго литература, книжевност. Потоа некако во текот на факултетските години и подоцна се заинтересирав многу повеќе за општествените и политичките случувања околу себе и така почнав да ги комбинирам тие работи, книжевноста со општествено-политичките случувања. Тоа ме доведе и во мојот професионален живот се повеќе да ги спојувам, да ги гледам врските меѓу нив. Се заинтересирав многу за, конкретно да речеме, за жанровите утопии, дистопии, кои што се баш таква крстосница, каде што книжевноста и политиката и идеологијата доаѓаат во контакт, така што некоја комбинација веројатно има од сите тие работи постепено. На што ве асоцира насловот на химната "Денес над Македонија се раѓа"? Не сум размислувала за ова. Некако химната, бидејќи ја знам од дете, нели, кога сме ја слушале, таа ми е влезена таква каква што е и веројатно малку автоматизирана си го знам текстот и така натаму и некако не сум размислувала многу активно околу насловот, на што би ме асоцирало, но звучи оптимистички, така што ми е близок. Како денеска? Или најдиректно ја прашувам, зошто образованието ни крахира? Мора многу работи да се менуваат во образованието. Јас токму поради мојата желба за да речеме да подобрам нешто, гледајќи што се случува во областа на образованието, имам пишувано повеќе текстови во однос на лектирите. Таа е онаа поврзаност меѓу книжевноста и образованието. Бидејќи една голема тема беше дали треба да се менуваат. Да, треба да се менуваат лектирите, но не е тоа само суштината. Мислам дека многу повеќе треба да се менува пристапот во однос на обработка на книги. Да речеме, конкретно за лектирите, не е само да се даде прочитајте и напишете, раскажете лектирата. Значи, според мене е многу поважно да се извади еден макар и краток дел, да се прочита и да се разговара за сите аспекти што ги има во тој дел. И мислам дека и со дискусија, повеќе отколку со прераскажување за дома, значи дискусија на час, дека може многу повеќе да го поттикне интересот. Еве конкретно во однос на лектирите. За другите аспекти на образованието, јас токму поради мојот интерес од неодамна почнав и иницирав еден проект за функционална писменост, бидејќи читав многу за функционалната писменост и многу големо внимание обраќаат на тоа дека треба да се учи со разбирање. Но да се учи со разбирање е нешто што може да звучи како флоскула. Нели, да не учиме на памет, да учиме со разбирање, но што значи тоа? Тоа, меѓу другото, значи и воспоставување на атмосфера на соработка на часовите. Значи, сакам да речам, односите меѓу наставници, ученици, некако се бара да бидат поинакви од тоа што јас барем сум навикната во своето образование, каде што требало само да се слуша пасивно и наставниците не карале условно речено, мислам би не е условно речено и така, со таков однос на, да речеме, се разбира дека повозрастниот има некој таков однос кон децата, особено кога се класовите големи и одделенијата, но во она што истражав од функционална писменост, тука многу повеќе треба да се обраќа внимание и на самиот однос, атмосферата за време на часовите, соработка меѓу учениците, да не се изложуваат на подсмев меѓу себе, значи да се внимава и на тој социјален и емотивен елемент многу повеќе.
Значи, тоа се работи кои што буквално сега ги кажувам само како некои основни елементи, се разбира, има и многу повеќе од тоа, но мислам дека треба да се работи и на тој аспект повеќе. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и вам за поканата. Гостинка во Трилинг беше професор доктор Калина Малевска, авторка на новиот роман Светот што го избрав.